автобуси, ниту за воодување. Скопје е заробено од едните исти политички интереси. Интересите на корупцијата кои не ни дозволуваат да живееме во сопствениот град како што сакаме. Секои 4 години имаме лажен избор кој не ја менува реалноста дека во Скопје се живее се полошо. Скопјани имаат колапс на јавниот превоз и градската хигиена, одземени им се можностите за достоинствен живот и нарушено им е здравието. Не можам да стигнам никаде од што го уништија јавниот превоз. Дочекавме да бидеме единствениот главен град кој нема автобуси. Обичниот скопјанец живее се полош и потребен му е градоначалник кој со години се борел против сивилото на ова скопско секојдневие. Како советник 3 години се спротивставував на отуѓувањето на градот од своите граѓани, на уништувањето на предпријатијата и понижувањето на сопствените работници. Сакам моето дете да расте во здрава средина. Мораме да почнеме да се бориме против загадувањето на воздухот. Тие додека го гушат градот со токсичен отпад го посочуваат прстот кон сиромашните како загадувачи, иако никогаш не им дали институционална поддршка. Градот мора да се развива рамномерно и плански, а не по желбите на урбанистичката мафија. Скопјани кои се кичмата на овој град не можат да си дозволат да живеат во него. Доста живееме во нечовечки услови. Ние сите живееме вака за малкумина бизнисмени и политичари да живеат како елита врз нашиот грб. Ти имаат единствена цела, тоа е бизнисот и да се обогатат, не да работат за градот. Ништо не мора да биде вака, доколку се обединиме во одбрана на она малку кое ни останато за да изградиме се друго кое ни е потребно. Ако го исчистиме коровот, градот убав пак ќе никне. Солидарноста бара од нас да ја подадеме рака. Ова е наша борба, нашата приказна за нашето Скопје. За Скопје сега. За окружи број 6. Амар за Скопје.